360 степени на МРТ1. Добро вечер. Еве ги темите за ова издание. Дали со неусвојување на годишниот извештај на Судскиот совет власта сака да влезе во ремонт на ова тело? Право и правда со оваков судски совет ниту може, ниту ќе се донесе. Фотографиите со заменик министерката од ВМРО ДПМН за новата директорка на Академијата за суди и обвинители не се доказ дека таа е протежена партијата. Продолжува градењето кај пензионерскиот дом во Чај. И повторно, нема истакната табла кој е инвеститор, кој е изведувач, по кое одобрение за градба се гради и што. Вика, ја ги марширав и ма нема, не те ферма. По неколкогодишни партиско-политички препирки падна договор. Советот за граѓански надзор доби и собствено финансирање и самостојност во вршењето на надзорот над следењето комуникации. Створени се сите услови, овој пат изборот на членови на Советот да биде успешен. Плаќањата преку кореспондентското банкарство денес се за околу 10 пати поскапи од плаќањата што европските фирми ги имаат за меѓусебните плаќања во рамките на СЕПА. И Македонија на пат да стане дел од единствената област за плаќање во евра. Почнуваме веднаш со сториите. Новоизбраната директорка на Академијата за суди и јавни обвинители Ирина Трајковска-Стрезовски за 360 степени вели дека управниот одбор на институцијата постапил во рамките на законските и подзаконските акти при незиниот избор. Ставот доаѓа откако дел од експертската јавност го критикуваше начинот на избор на нов директор на Академијата, затоа што членовите на управниот одбор не гласаа јавно, односно не образложија кого ќе поддржат и зошто. Нашите информации говорат дека не е исклучено целиот процес да заврши на суд. Александар Димитриевски со детали за последните случувања во Академијата, но и за се повидливите чекори на извршната и на законодавната власт за менување на шефовите во правосудните органи. Годината е 2018, месецот декември. Сцената е пред владата, каде протестен собир држи ВМРО ДПМН. Меѓу обвинувањата кои ги упатува тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски е дека власта го партизира судството со своји луѓе. За пример, ги користи тогашниот избор на Наташа Габер Дамјановска за директорка на Академијата за суди и јавни обвинители и изборот на Лорета Георгиева за членка на Судскиот совет. Наташа Габер Дамјановска, сестра на Виктор Габер, долгогодишен дипломат од редовите на СДСМ, советник на Зоран Заев. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Георгиева ќе биде избрана за нов член на Судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. 6 години подоцна, улогите се сменети. Христијан Мицкоски сега е во владата. Сцената се телевизиските студија од каде му се обраќа на правосудството дека актуелната гарнитура брои ситно. Без огради, од позиција на премиер, тој најави дека доаѓа време на наши луѓе. Велиме, еве, да не биде дека ние партизираме, но ако таа шанса нема да биде во недоглед. Таа шанса може да трае одредено време. Тоа време се ситни, се троши. И кога ќе видиме дека нема напредок, тогаш логично е да предложиме наши луѓе во кои што веруваме дека ќе го испорачат тоа кое што очекуваме ние и граѓаните да го испорачат. Тоа е битка против криминалот и корупцијата. Дали тоа што го најави премиерот веќе почна да се остварува? За овие врати се случи најважниот ова неделен настан поврзан со правосудството во земјава. Управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители бираше нов директор, откако претходниот, Наташа Габер Дамјановска, летоска си поднесе оставка. Во статутот на организацијата, во член 9 став 1, се вели дека одлуките на седниците на управниот одбор се донесуваат по пат на јавно гласање. Но, за разлика од минатиот избор на директор во 2022 година, кога секој член на управниот одбор јавно кажа за кого и зошто гласа, во понеделникот се случи нешто друго.
Секој член на управниот одбор можеше да заокружи повеќе од еден кандидат. Сумирањето на гласовите беше јавно, но не и кој, за кого и зошто гласа. Еден глас. Ваквата одлука на управниот одбор веќе ја критикуваше дел од експертската јавност, но и покрај се, еден кандидат доби доволно гласови. Обвинителката од Битолското висше јавно обвинителство Ирина Трајковска-Стрезовски. 360 степени побара мислење и од неа и од дел од другите кандидати за процесот на избор. Судијата Ненад Савески, кој доби 5 гласа, еден помалку од избраната Трајковска-Стрезовски, кратко соопшти. Се уште не можам да изразам став дали ќе побарам судска заштита, се додека не добијам писмено известување од управниот одбор на Академијата. За сега не добивме потврда, но можно и други кандидати да го оспорат процесот од принципиелни причини. Новоизбраната директорка Ирина Трајковска-Стрезовски смета дека незиниот избор е законски. Сметам дека при мојот избор управниот одбор постапил во рамките на законските и подзаконските акти. Не можам да коментирам зошто членовите донеле одлука да не гласаат јавно. Членовите на управен одбор се професионалци, судии и јавни обвинители кои ја познаваат својата работа и работат согласно законите. Според она што сите го гледавме, едногласен став на сите членови беше да гласаат на таков начин. Прашана дали начинот на избор фрла дамка врз нејзиното име, Трајковска-Стрезовски вели дека каков било товар е дополнителна обврска за неа преку работата да покаже дека управниот одбор не погрешил при нејзиниот избор. На прашањето пак, како ќе постапи ако другите кандидати решат да бараат судска заштита? Таа вели: Доколку некој од кандидатите реши да бара судска заштита, не можам ниту пак сакам да го спречам. Секако, доколку се донесе каква било судска правосилна одлука во врска со начинот на мојот избор, ќе ја почитувам. Невообичаената одлука на управниот одбор да не гласа јавно и потенцијалот тоа да прерасне во долга правна сага не е единствениот дискутабилен момент при изборот на Трајковска-Стрезовски. Фотографии на Facebook профилот на заменик министерката за животна средина сведочат дека функционерката на ВМРО ДПМН е долгогодишна пријателка со новата директорка на Академијата. Трајковска-Стрезовски отврла каква било корелација меѓу пријателството со Ане Лашковска и напредокот во кариерата. Политичката припадност врз основа на приватни фотографии во овој момент не треба да се утврдува. Ние сме другарки цел живот и пред таа да биде во политика, а ќе останеме и во иднина. Нема влијание од мојата другарка врз било кој да гласа за мене. На таа тема не сме ни разговарале. А на прашањето за коментар на изјавата на премиерот дека ќе донесе наши луѓе во правосудството, таа вели: Извршната власт треба да се задржи во делокругот на своите надлежности и да биде внимателна при давање изјави кои може да се протолкуваат како мешање во судската власт. Во таа смисла, не би се впуштила во коментирање на изјави на политичари. Јас доаѓам од правосудството и длабоко сум уверена дека самостојно и независно судство и јавно обвинителство многу повеќе ќе придонесе во напредокот на демократските процеси во нашата држава. Нашата правосудна власт има капацитети, но треба да работи самостојно и независно. Случувањата во Академијата не се единствениот важен процес во правосудството кој деновиве добива на динамика. На почетокот на месецов, Собраниската комисија за политички систем разгледуваше навидум технички документ, годишниот извештај за работа на Судскиот совет. Пратениците од мнозинството излегува со аргументи дека Судскиот совет само бара пари, а нема резултати, дека е зголемен бројот на одложени судења, зголемена е неажурноста, дека се ниски казните за судиите против кои се воделе дисциплински постапки. Вие сте нивни представников дека и треба да им пренесете дека оставки треба да се дадат сите од прв до последен. И тоа ќе се случи затоа што оваа генерација на политичари и оваа политичка номенклатура, која што победи убедливо на избори, има намера да донесе право и правда. Право и правда со оваков судски совет ниту може, ниту ќе се донесе. За дел од обвинувањата за ефикасноста, председателката на Судскиот совет се бранеше со фактот дека судството добива едва и третина од буџетот, што им е загарантиран со закон. А без пари нема луѓе и нема оправа. За повикот за оставки, таа кажа дека одговорноста е секогаш индивидуална. Но и дека во моментов нема начин да се разрешат членовите на Судскиот совет само затоа што некој така сака.
Меѓутоа, за нешто такво, и за оној настан, и за било предходно што спомнавте, во тој дел затоа треба да се имплементираат препораките, оние што остануваат за извршната и законодавната власт, од вкупно 40 дадени препораки од Европската Унија, за да се обезбедат основи за евентуално разрешување на член на судски совет, кој во овој момент го нема, а секако дека во рамки на институционалната надлежност и другите институции може да иницираат постапки, тоа не е случај во овој момент. Сепак, пораките во продолжението на седницата беа јасни. Барате зголемување на парите, финансиски средства. Нема зголемување на парите за криминалните суди. Нема. Запамтете. Очекувам дека ќе поднесете колективно отставки. На крај, комисијата одлучи да му препорача на пленумот да не го прифати годишниот извештај на судскиот совет. Што значи тоа? Во членот 100, став 8 пишува: доколку собранието на Република Северна Македонија не го усвои извештајот, тоа ќе биде основ за поведување на расправа пред органите што ги избрале членовите на судскиот совет за оцена на нивната работа во советот. Дали, во недостаток на други правни механизми, неприфаќањето на извештајот ќе биде употребено за да се разрешат членовите на судскиот совет кои ги избира собранието? Ова прашање го упативме до пратеници на ВМРО ДПМН. Добивме неофицијален одговор дека сите опции се во игра и дека се ќе зависи како предложениот заклучок за неприфаќање на извештајот ќе помине на собраниска седница. Сепак, ако власта се одлучи на тој начин да го ремонтира судскиот совет, нема да бидат први на кои им текнала таква идеја. Опцијата разгледуваше претходната влада. Само има една одредба каде што вика дека може да се бара одговорност од страна на собранието доколку годишниот извештај не им биде усвоен од страна на собранието. Во тој период, двата годишни извештаи и за 2021 и 2022 беа усвоени од страна на собранието, со тоа што собранието признало дека они функционирале одлично изминатиот период. Друга, еднакво контроверзна опција е мнозинството да направи измена на Законот за судски совет и во него да вметне нови одредби за избор на членови на судскиот совет, што потоа би се искористило во преодни и завршни одредби да се прекине мандатот на актуелните членови избрани од собранието по претходниот закон. Можно е представниците на судската власт да бидат и цел на интерпелации, односно да се направи обид самите да си поднесат оставки. И, на крај, не може да се исклучат уставни измени со кои целосно ќе се рекомпонира пред се улогата и составот на судскиот совет. Премиерот во неколку наврати ја промовираше идејата сите членови во судскиот совет да ги бираат судиите, а не како сега, комбинација од малцинство членови избрани од собранието и мнозинството членови избрани на непосредни избори од самите судии. Најголемата енигма е како, потенцијално, би се сменил јавниот обвинител, но јасно е дека власта веќе испрати порака и до него. Некој го ќе ми каже, партиски или, не знам, пријатели или друга. Па нормално со тие луѓе ти можеш да соработуваш. Со тие луѓе си соработувал. Со тие луѓе си создал доверба. Да сум соработувал со... Така, нели повторно се партизира? Нема, логично е тоа. И тоа е и во Америка така, и во Шведска е така. Проблемот е во администрацијата да не дојде до партизирање. Во ние надолни ешелон. Инаку, логично е дека оној прв ешелон, оној клучен, би рекол, клучно обкружување ќе бидат твоите најблиски соработници со кои што функционираш во рамките на партијата или коалицијата. И тука не гледам нешто што не е нелогично. Одиме на следната сторија. Дали конечно ќе проработи Советот за граѓански надзор над следењето на комуникациите? Потреба што се наметна по траумата со масовното незаконско прислушување до 2015-тата. Соговорниците на нашиот Зоран Јовановски велат, овој пат да. Советот за граѓански надзор требаше да биде непартиско цивилно тело што ќе контролира дали оние што смеат и можат да ги следат комуникациите, тоа го прават легално, следејќи ја законската процедура. Но и 5 години откако собранието го формираше првиот состав, врз основа на тогашниот нов закон за следење на комуникациите, Советот за граѓански надзор остана нефункционален.
А со тоа, граѓаните сиве овие години останаа покуси за можноста да поднесат барање за да проверат дали институциите од безбедносно-разузнавачкиот систем незаконски ги следат нивните телефонски броеви. Еве и зошто. Во канцеларијата каде што требаше да функционира ова тело, во зградата на Собранието, и натаму има само малку мебел и ништо друго. Тука требаше да работи првиот состав на Советот, во кој беа и поранешната судијка во Страсбур Маргарита Цаца Николовска како председателка и универзитетскиот професор Гордан Калејџиев како член. Бидејќи не им беа овозможени основните средства за работа, си поднесоа оставки. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува Собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот на Советот не е одредено. Беа подготвени законски измени, но долго немаше политичка воља за нивно усвојување. Kështu që ndryshime dhe plotësime që ishin në procedurë paraprake, parashifnin edhe kompenzim për angazhimin e antarëve, mirë për fat të keq, ato ndryshime nuk u miratuan në parlament, gjithsesi nuk e morën të shumicën e duhur ditë të tretat dhe ngeli situata status quo e punës së komisionit. Начинот на финансирање на Советот не беше единствениот проблем што не профункционира ова тело. Опозицијата се согласуваше со појасни законски одредби за финансирањето, но бараше и проширена законска надлежност, граѓанското тело да може самостојно да врши надзор. Тие измени на Советот му дава повеќе одврзани раци, бидејќи моменталниот закон како сега што е, Советот одговара на представки од граѓаните со тоа што таа представка ја препраќа до Собраниската комисија, Собраниската комисија врши надзор. Измените беа во насока да и Советот може со целосен капацитет да прави проверки, бидејќи ако не му дадеме одврзани раци, ние праќаме порака дека се сомневаме во капацитетот на граѓанскиот совет. И тогаш немаме паралелна контрола. Власта пак сметаше дека таквите измени може да ја намалат довербата во системот и надзорот над следењето на комуникациите. Опозицијата побара таа комисија да биде исклучена од тој процес на поплаки, утврдување на оправданоста на поплаките од страна на граѓаните, што апсолутно сметаме дека е недозволиво и не само што е апсурдно, отвора можност за зголемени сомнежи или продолжување на сомнежите од страна на граѓаните кон процесот кој ни е исклучително важен. И по неколкогодишни партиско-политички препирки падна договор. Советот за граѓански надзор доби и сопствено финансирање и самостојност во вршењето на надзорот над следењето комуникации. Универзитетскиот професор Ици Илиевски, кој беше член на првиот состав на Советот, смета дека телото сега ќе може да функционира. Клучно е што со тие измени Советот ќе може да управува со финансиските средства кои што се определени од буџетот преку предлог годишен финансиски план и предлог правилник за начинот и условите на користење на тие средства кои што се обезбедени од буџетот, а ќе ги реализира Собранието. Бидејќи претходно Собранието се оградуваше од ова и единствено ги обезбедуваше само просторните услови. И друга значајна измена е тоа дека кога ќе биде поднесена представка од страна на граѓанин, Советот ќе може самостојно да врши надзор без да ја информира комисијата, а исто така ќе може да ги користи и двајцата експерти кои што треба да бидат избрани во рамки на комисијата за постојана поддршка за спроведување на стручен надзор. Врз основа на измените направени лани, Собранието пред 2 недели донесе одлука за распишување нов оглас за избор на председател и членови на Советот за граѓански надзор. Ова е втор обид откако се донесени законските измени, бидејќи веќе имаше еден оглас кој заврши неуспешно. Професорот Илиевски вели дека повторно ќе конкурира за да биде дел од ова тело. Тој веќе има добиено безбедносен сертификат и смета дека може да придонесе во неговата работа. Сепак ова е специјализирано тело и кандидатите треба да ги исполнуваат условите кои што се предвидени во законот, како и да се вреднува нивната досегашна работа и стручност. Овој пат очекувам да има поголем број пријави, бидејќи верувам дека медиумски ќе биде експониран огласот и вие ќе придонесете за тоа
и ќе биде информирана пошироката стручна јавност, што можеби не достигаше на претходните огласи. Пратеникот на СДСМ и председател на парламентарната комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, Миле Талески, смета дека конечно се создадени услови за вистинска граѓанска контрола над следењето на комуникациите. Практично ова сето е последица на големата афера која што се случи со прислушкувањето и тоа е наметна потребата да се донеси овој закон за следење на комуникациите и сите оние правни мерки, сето на кој што беше во јавност пласирано, да се отстрани и да биде инкорпорирано во самиот закон за да не ни се случи тоа кој што се случи, а тоа е повреда на човековите права со незаконското прислушкување кој што го правила државата во тој временски период. Според него, важна е професионалната интеракција помеѓу Советот и комисијата што ја води. Практично Советот, доколку добие некаква си информација за злоупотреба на мерките за следење на комуникации, Советот ќе има можност да изврши надзор на сето на кое што е наведено во самата пријава или во самата информација. И има обврска да информира комисијата која што заедно дали ќе одлучат дали ќе се изврши заеднички надзор, дали ќе има поединечни надзор, но битно е да се добие точна информација за сето она кое што ќе произлезе како потреба да се изврши надзор. Пензионираниот армиски генерал Павле Арсовски е актуелен пратеник од движењето Знам, кој е дел од владеачкото мнозинство и председател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. Тој ја нагласува важноста од граѓанска контрола над овој сектор. Потребно е да имаме повеќе слој на контрола или надзор над следење на комуникациите и створени се сите услови овој пат изборот на членови на Советот да биде успешен и да имаат добра соработка со комисијата како работно тело на парламентот, фактички парламентот и овој совет како граѓански надзор да се извршува својата функција. Впрочем, и во извештајот на Европската комисија од 2022 година нотирано е дека направени се реформи, направени обид, но дека треба да се направи повеќе за тој граѓански надзор, цивилна контрола врз начинот како се следат комуникациите биде воспоставено. Арсовски смета дека Советот сега има поголема независност. Од функционална гледна точка, Советот за граѓански надзор сега врши надзор над мерките за следење на комуникациите самостојно. Самостојно по собствена иницијатива или по представка од граѓанин кој што се сомнева дека неговиот уред е прислушкуван. За тоа го ја известува, прави најава на ОТА и надлежните институции, но ја известува и комисијата. Меѓутоа, овој пат Советот за граѓански надзор е во полн капацитет и самостојно го врши надзорот, користејќи ги техничките експерти на комисијата. Доколку воочи некакви неправилности или непочитување на законот, го известува веднаш јавниот обвинител и ја известува комисијата за надзор над следењето на собранието на парламентот. Квалитетниот граѓански надзор над безбедносно-разузнавачките институции е дел од пошироката реформа на овој сектор, што започна во 2018 година со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ. По многуте премрежја низ кои помина Советот, нашите соговорници сметаат дека граѓанскиот сектор има доволно стручен и амбициозен кадар, што ќе биде заинтересиран за Советот за граѓански надзор конечно да се екипира, но и да профункционира. Помина една година од нашата прва сторија за дивоградба која почна да никнува веднаш до пензионерскиот дом во Чаир и на моменти се закануваше да ги загрози темелите на домот. Тогаш градоначалникот Висар Ганиу реагираше и активностите беа запрени, со обврска локацијата да се врати во првобитната состојба. Деновиве повторно се гради и повторно нема табла со информација. Кој гради, што гради и според кое одобрение за градба, ако воопшто го има. Разликата е во тоа што надлежните институции сега молчат. Михаил Милошевски. Објектот на левата страна од овој кадар е пензионерскиот дом Лика Чопова во Скопски Чаир, изграден во 1980 година. Градилиштето десно од него е ново, од пред помалку од една година и е на парцела на која до лани имаше барака. Зошто воопшто е важна токму оваа градба? Затоа што градењето еднаш веќе беше запрено.
Општината нареди земјиштето да се врати во првобитна состојба. За случајот се заинтересираа и МВР и владата, но сепак деновиве повторно се гради. И повторно нема истакната табла кој е инвеститор, кој е изведувач, по кое одобрение за градба се гради и што. Оградата вака бе, до самот и оградата падна доле. Знаеш каква ружа има, в срце ме боли за ружата. Цело мало вака мирисаш. Тоа е. Со кого да се разбереме? Пензионерката Миријана Димитриевска е станарка во домот 20 години. Вели, иако со годините делумно го има изгубено слухот, звуците на тешка машинерија и бетонјерки успеваат да ја разбудат во раните утрински часови, па и за време на викендите. Цевка бе турбија тука, му викам некња да пренеса тоа да има време. Бе утре ќе почне да мрзне вода, ќе немаме да пиеме. Вода ќе немаме да пиеме. Ама кој те слуша? Никој. Они си тераат по нивно. У саботата од сабајле до ноќ работеа. Ама што дека вика, ја ги марширав и она... Ма нема, не те ферма. Покрај дворот кој им е скратен за половина, друг проблем за станарите е нарушувањето на статиката и пукањето на зидовите во стариот објект. На почетокот на летово, кога имаше обилни врнежи, градежната јама, која по наредба на општината требаше да се врати во првобитна состојба, се наполни со вода и предизвика лизгање на дел од оградата и дворовите од пензионерскиот дом. Непознатиот инвеститори тогаш не ја затрупа јамата, туку изгради потпорен зид кон домот. Сега, проблем за станарите се секојдневните градежни работи. Најмногу се погодени оние што живеат на приземје. Почна они да бетонират железата, ги поставија се и да донесет цистерна да пополнет со бетон. И тогаш струја од мене, ја викам вода немаме, ти дадам. Вика 5 минути, тетко. Какви 5 минути, 2 сата гледав, 3 скоро. Они работеа, сечеа железо. Од мене струја. Парцелата на која беше запрено, а сега продолжува градењето на засега непознатиот објект, е обележана со број 4527 во катастарска општина Чаир. Земјиштето има вкупно 667 квадратни метри, кои во моментот се водат на име на Република Македонија. Во приватна собственост е само поранешната барака. Била легализирана во 2014 година, доскоро беше во собственост на физичкото лице Седат Адем, а одскоро газда е фирмата Avanti System Doel. Кога 360 степени првпат извести за случајот, од општина Чаир беа децидни. Објектот е дивоградба и наредија веднаш да се врати во првобитна состојба. Па ја мислам, или не се добро информирани, или сакат преку ова градба да добиваат нешто повеќе од тоа што им следува со деталниот план. И тука е целава таа работа што они избегават нешто да почнува што може легално, може би име тенденцијава некој спрат повише да направат или така на така, што од другата страна го загрозува цела таа инвестиција негова, бидејќи утре дента нема ни еден документ да има, ако на таа база трнале. Кој гради до пензионерскиот дом на улица Џон Кенеди во Чаир? Се обративме и во МВР за да добиеме повеќе информации. На тогашните информации дека Министерството за внатрешни работи направило увид на терен, при што било утврдено дека инвеститорот ги има потребните документи, градоначалникот Ганиу реагираше. Не е точно дека има уредна. Ја во тоа ви тврдам дека нема, бидејќи да имаше, тоа ќе беше и подобро и за мене. Немаше ја цел ден, значи, да се бавам со моите сограѓани, со инспекторатот, со новинари. Значи, на вистина ви тврдам дека нема документација и пак велам, имат право да градат во таа маркица, но треба да ги поминуваат сите процедури. Сега, откако повторно почна да се гради зад пензионерскиот дом, повторно се обративме до општината Чаир. Прашавме дали во меѓувреме инвеститорот добил одобрение за градба, ако добил, колкав и каков објект може да се гради.
Не добивме никаков одговор, ниту на електронското писмо, ниту на телефонските повици. А според изводот од деталниот урбанистички план што го добивме лани, на локацијата на која сега се гради имаше маркица која на сопственикот му дозволува изградба на приземје плюс дваката и поткровје. Основата на градбата на хартија е видливо помала од она што се гради во реалност. Соседите на новата градба велат дека до нив доаѓаат информации дека градбата ќе биде многу повисока. Тие вработените некои деца, така ќе ги прашам, побарат вода тука. Едни викат на 8 спрата, едни викат на 6. Не кажуваат, не исправат, не знаат, изгледа ми вработените. Општината Чаир не е единствената институција која зборуваше отворено, но сега молчи за случајот. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, кога на чело беше Фатмир Арифи од ДУИ, кон крајот на минатата година, во вонреден инспекцијски надзор во општината, утврди дека Чаир нема овластен градежен инспектор. За контекст, сето тоа се случи откако општината ја запре изградбата на објектот. Државниот орган побара да ги преземе ингеренциите на локалната власт во областа на градежната инспекција, но поради законски недоречености, такво нешто не одобри Министерството за транспорт. Откако повторно со бетон почнаа да се полнат темелите кои лани беа наречени дивоградба, пак се обративме до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Со институцијата сега раководи Зухеј Реджепи, кој доаѓа од коалицијата Вреди, истата политичка групација на која и припаѓа градоначалникот на Чаир Висрганију, и тие останаа неми на нашите прашања. Единствените со храброст да зборуваат засега остануваат пензионерите во домот Лика Чопова. Нека остане забележано дека по нашето последно снимање на локацијата, некои од нив добија закани дека ќе бидат иселени од домот, ако зборуваат со медиумите во врска со изградбата на објектот до нив. И покрај обидот да ги заплашат, решија да не молчат. И понатаму сте со 360 степени. Ако се биде според очекувањата, земјава од следната година ќе стане членка на СЕПА, или единствената област за плаќање во евра. Зошто е важно членството? Затоа што неколкукратно ќе ја забрза процедурата и ќе ги намали трошоците за трансфери на пари со европските земји и за граѓаните и за фирмите. Проценките се дека Западниот Балкан ќе заштедува околу половина милиарда евра годишно, пари кои сега се одлеваат како трошоци за трансфери. Галена Николовска-Ризвановиќ. Кој примал пари од роднини од странство или кој, например, уплаќал депозит за летување во Европската Унија, знае колку може да бидат спори и скапи овие трансакции. Земјава сега е на пат таквите плаќања да ги сведе на време од само неколку секунди, со далеку помалку трошоци. Народната банка во јули поднесе барање да стане членка на СЕПА или со цел назив единствената област за плаќање во евра. Адресирано е до Европскиот совет за плаќања, иако механизмот не е дел од институционалната рамка на ЕУ, туку непрофитна асоциација на банките и другите даватели на платежни услуги. Одлуката сепак дали една земја ќе биде примена во СЕПА се потпира на исполнувањето на европски регулативи. Самата динамика на пристапување во СЕПА зависи од подготвеноста на земјите и степенот на согласеност на националната правна рамка со релевантното европско законодавство, за чија што оценка беше обезбедена и техничка помош од Светската банка. Македонија, Албанија и Црна Гора од страна на Светската банка во овој процес беа оценети со висок степен усогласеност на правната рамка и беа првите трите земји од 6 од Западен Балкан чии што централни банки, како што рековте, во текот на јуни и јули ги поднесоа апликациите за членство до Европскиот совет за плаќања. Додека очекувањата според најновите изјави на високи представници на Европската комисија се дека трите земји се со голема можност за скорешно пристапување во СЕПА, најверојатно од почетокот на наредната година. Ако се реализираат очекувањата, ќар од членството во СЕПА од нова година ќе видат и граѓаните и фирмите. За граѓаните членството во СЕПА се очекува во голем дел да придонесе за удомерот на плаќањата со дознаките, имајќи го во вид
бројното иселеништво на земјите од Западен Балкан во европските земји, каде што приливите од овие дознаки се проценува дека учествуваат некаде до околу 15% од брутодомашниот производ на земјите од регионот. Со пристапувањето во СЕПА и елиминирањето на скапите кореспондентски банкарски релации за извршување на дознаките, се очекува, според студијата на Светската банка, се очекува дека трошоците за дознаките кои што тековно изнесуваат околу 6,7% од износот на дознаката, да се преполуват и да се сведат на околу 3% од износот на самата дознака, што значи голема заштита за домаќинствата. А сето тоа на ниво на регионот од Западен Балкан од страна на Светската банка проценето на заштита од околу половина милиарда евра. Од аспект на фирмите, според вице-гувернерката Нацевска, анализите на Светска банка покажуваат намалување и на трошоците за извршување на плаќањата на микро, малите и средните предпријатија од земјите од Западен Балкан со компаниите од ЕУ. Плаќањата за пример 5000 евра преку кореспондентското банкарство денес се за околу 10 пати поскапи од цената што плаќањата што европските фирми ги имаат за меѓусебните плаќања во рамките на СЕПА. А од другата страна, при извршување на плаќања од некоја компанија од ЕУ, кон домашна фирма се дури 12 пати поскапи од оно што тие би го платиле за извршување на плаќањата во евра. Во моментов, меѓународните плаќања се одвиваат преку така наречени кореспондентски сметки на домашните банки кај странските. Процесот е сложен, па трансакциите може да траат и по неколку дена, посочува Антонije Мариновски од Стопанската комора на Северна Македонија. Плаќањата во странство подразбираат документација или давање одреден мандат на банката да плати преку своите кореспондентски релации во друга држава кај банката на нашиот деловен партнер. Обично тоа оди регуларна валута 2 дена, имаат сите банки и нашите, а и европските, следствено на тоа и нашите ги дизајнираат така наречен cut-off time или време во кое може да одат со една валута, со друга валута. Значи, додека кај СЕПА 90% од плаќањата до 100.000 евра одат во рок од 5 секунди, неколку секунди. Значи, драматична е во брзина разликата, исто и од аспект на трошкови. Идејата на самата иницијатива за СЕПА во суштина е да поедностават и да поевтинат прекуграничните плаќања во Европа меѓу различни држави и пазари. Основните три правци кога ќе се спомене СЕПА, зашто Европа го направила тоа и зашто сега што очекуваме кај нас, тоа се хармонизација, интеграција и поголема ефикасност. Значи, очекуваме побрза циркулација на средства, поголема ликвидност во системот, намалените трошоци на банките и на другите провайдери на платен промет треба да се прелијат како намалување на тарифите за нашите членки и клиентите. А од наше гледиште сметаме дека онај масовен сегмент на мали и средни предпријатија кои имаат крос-бордер плаќања во евра, дека ќе видат добар бенефит. Покрај овие директни бенефити што ги очекуваме за нашите членки, индиректно е и катализацијата на отворањето на пазарот и во домашниот промет. Очекуваме да се појават нови провайдери на платен промет, финтек компании, кои ќе понудат технички, технолошки, иновативни решенија, кои ќе го раздвижат пазарот и нема да биде засега само во контролиран од банките. Членството во СЕПА сепак не е безусловно. Потребно е усогласување на одредени закони со европската регулатива. Клучните измени во оваа област се веќе направени, уверуваат од Министерството за финансии. Од Европскиот совет добивме сугестија дека треба да се направи дополнителна измена на законот за спречување на перење пари. Тоа на 16-тата седница на собранието истото го сторивме, едногласно беше прифатено од пратениците во собранието, со што најголемиот дел од барањата на Европската комисија беа интегрирани во законот во смисла на усогласување со неколку директиви, кое значи унапредување на пропишаните европски стандарди, меѓу кои другото потребни за процесот на зачленување на нашата држава
во единствениот систем за плаќање во Европска Унија, СЕПА. Дополнително треба да се направат измени на законот за плаќање, кои се од техничка природа, вели Јанкуловски. Според него, со членството во СЕПА, покрај другите придобивки, ќе се поттикнат и електронските плаќања и ќе се придонесе за поголема дигитализација. На овој начин сметаме дека и со пониските провизии бројот на дознаките, вкупниот износ би бил поголем од страна на нашата диаспора од странство. Наместо да се носат преку граници готовински средства, да влегуваат во државата, да рискираат ако се поголема сума на пари кај царинските служби, преку безготовинските плаќања електронски, доколку станеме членка, ќе станеме членка на СЕПА, тогаш и бројот на дознаките, убеден сум дека би биле во многу поголем износ и тоа би било многу добро и за државата и за репутацијата на финансискиот систем на Република Македонија во светскиот финансиски деловен свет. Иницијативата за СЕПА е од 2008 година, а целосно е востановена во 2014. Дел од СЕПА се 36 земји со над 7000 банки и преку 500 милиони сметки. Во 360 степени стигнавме до редовната саботажа. Да видиме. Малку подзаборавените легенди се тука секогаш кога е потребно да се внесе малку свежина. Традиционалниот неуспех во справувањето со јазикот, па дури и тој на телото, се враќа во полн сјај. Good evening and thank you for your invitation. Thank you for your invitation. А моето предавање ќе биде на македонски. Екс-председателот веројатно немал чуено за старата добра техника која треба да се користи за да се покаже умешност во обраќањето и да се биде разбран. Памет за друг пат. Оти се е толку лесно и едноставно. И русите го разбираат македонскиот јазик, особено кога е во пишан текст, меѓутоа и кога говориме, само треба да говориме поспоро и се разбираме. И секој македонец кога го слуша Путин, особено Путин како што говори споро, како што говори јасно, ние практично не ни треба превод. Иванов не е толкав габарит, но барем при обраќањата не само неговите, туку и на сите македонски политичари. Треба да се употребуваат факти и аргументи. Оти само така може да биде разбрана нашата приказна. А таа е голема и длабока. Made in Macedonia или произведено од Македонија, да не ги редам, тоа се умови, тоа се раритети, тоа се артефакти, археолошка граѓа, 25 метри археолошка географија, која ниједна држава нема. И мојата почитувана пријателски наша стратешка држава, американците немаат, британците немаат, германците скајадија немаат, да не ги редам ред по ред. И навистина нема потреба да се прави листа, бидејќи е предолга и нон-стоп има нови и нови откритија која затврстуваат увереноста дека сме посебни. Не мора веќе ни да се копа, кај да сецнеш, се појавува нешто невообичаено. Чудо или природен феномен, форма на куче појавено на стебло од исечено дрво во атерот на карбинското село Радање. Ја, например, ке мене виде цар, царица Елена и цар Костадин, кај мене, на дрвот. Сечено тоа беше од есик. А оваа слика нешто кажува. Сега јас не може да кажам што е, стручаци не кажат. Влијанието на надприродните сили во нашата природа и општество е огромно. Може да е некој феномен, може да е чудо, ама навистина е специфичен збороизборот кој се користи за да се нотира како се стасува до позиција. Секое работно место во царинската управа ќе биде заслужено со работа, но и секое работно место во царинската управа ќе биде заслужено со неработа. И на крајот, и да зборуваш уште пополека, треба сепак да знаеш што зборуваш. Во очи празникот 11 октомври оддаваме почит на сите кои на тој ден 1944 година го започнаа ослободувањето на Прилеп,
а го завршија на 3 ноември истата година. Празникот и онака помина. Време е за нова револуција. Ама таа изгледа како и секоја ги јаде своите деца. Тука се одјавуваме за вечер. Ви благодарам што бевте со 360 степени. Гледајте не повторно в понеделник од 20:15. Имајте убава вечер.